Младите конечно добија свое матично министерство. Фокусот врз нив сега ќе биде во надлежност на поранешното Министерство за труд и социјална политика, кое сега веќе се нарекува Министерство за социјална политика, демографија и млади. Во меѓувреме, Агенцијата за млади и спорт се укина. Но, што е муаветот со реформираното министерство? Како младите ќе бидат повеќе вклучени во државните политики и што точно е неговата улога? Ресорното министерство во своите надлежности ги вбројува подготовката и развојот на политиките за млади. Исто така, ќе се грижи за психофизичкиот развој на младите, нивната заштита и ќе помага во формите на младинско организирање. Дополнително, Министерството под своја закрила ќе создава услови за да се задржат способните и талентирани млади во Македонија, а треба да ги стимулира и да се вратат. При тоа, да поттикнува и вработливост на младите. Обврските на Агенцијата за млади и спорт во однос на водечкиот закон за младинско учество и младински политики, така наречениот закон за млади, сега ќе ги превземе токму ова министерство. Во министерството сега ќе има и нов сектор кој ќе биде за млади, а дел од него ќе бидат вработени од сега укинатата агенција. Тие ќе работат на креирањето политики за млади. Според најавите, министерството од наредната година ќе се посвети кон неколку стратешки приоритети. Еден од нив се однесува и на зголеменото младинско учество во носење одлуки. Целта е да се зголеми бројот на ново оформени локални младински совети во општините, но и да се воспостават механизми за учество на младите, како на локално, така и на централно ниво. Потоа, да се формира национално советодавно тело и да се јакне соработката со формите на младинско организирање. Исто така, еден од стратешките приоритети е младинската работа со цел да се подготви и донесе матичниот закон, но и да се зголеми бројот на отворени сервиси за млади по општини, односно младински центри согласно законот за млади. Меѓу другото, од Министерството најавија дека ќе се работи и на нов акциски план за 2026-2027 година, за да може да се реализира новата национална стратегија за млади. Покрај ова, најавено е дека ќе продолжи и со активностите што ги реализираше секторот за млади, од сега веќе поранешната Агенција за млади. Целосната трансформација на агенцијата како сектор во Министерството, согласно законските рокови, се очекува да заврши некаде до крајот на 2024 година.